ВМРО ОКГ и СНС заедно водат гебелсовска фабрика за лаги и дезинформации. СДСМ денеска ја разоткрива целосната слика на координираната машина за манипулација која ја користат Мицкоски и неговата криминална група ВМРО. Покрај Орбановата медиумска мрежа, која контролира 40% од медиумскиот простор во Македонија, ВМРО ОКГ активно ја користи и трол фармата и бот мрежата на својата сестринска партија СНС и Вучич. Како што откриваат истражувањата на Бирн и Дојче Веле, ова е класична, професионално организирана операција во која се користат стотици платени тролови кои што работат по смени со точно утврдени задачи. Да шират лажни вести, да креираат вештачки афери, да напаѓаат опозиција, новинари и секој што се спротивставува на власта. Оваа кесел операција, како што ја нарекува и Бирн, е финансирана од државни пари, односно финансирана од парите на граѓаните, а целта е систематско труење на јавното мислење. 1000 пати повторена лага на крајот почнува да се доживува како вистина. Класичен Гебелсов метод кој се применува и во Македонија и во Србија. Орбановите медиуми, трол фармите на СНС и Вучич и платформите на ВМРО ОКГ заедно креираат лажна слика во јавноста, фабрикуваат афери и шират дезинформации против секој што се спротивставува на нивната криминална организација. Освен ова, ја ангажирале и фирмата Black Cube или приватен Мосад, која што дошла по линија на Орбан, а е финансирана од страна на еден голем ВМРО тајкун. Нивната задача е да следат и да снимаат и да креираат лажни афери. Покрај ова, земен е и израелскиот софтвер Pegasus, со кој што можат да се прислушкуваат сите граѓани на Македонија. Овој систем го потврди министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Pegasus веќе некое време се користи и во Србија за прислушкување на студенти и опозиција, а во Македонија стигнал токму преку Вучич. Вучич, исто како и ВМРО, години наназад користат израелски експерти. Мицкоски, Вучич и Орбан, или тројцата браќа, ја користат истата стратегија – контрола на медиуми, тролови, лажни вести и систематско труење на јавното мислење за да ја заштитат својата власт и својот криминал. Во Унгарија веќе започнаа истражни дејствија на полицијата против Орбановата медиумска империја. Овие денови токму таа мрежа се обиде да откупи уште 2 преостанати слободни медиуми во Србија, но идниот унгарски премиер ги запре и ги блокираше сметките и нареди детална истрага. Петар Маѓар денеска ја презема функцијата премиер и најави ослободување на медиумите, но и на обвинителството кое што беше под контрола на Орбан. Алфа телевизија, која што години наназад служи за пропаганда на криминалната група на ВМРО и Христијан Мицкоски, припаѓа на еден од тие системи. СДСМ поднесе кривични пријави против уредниците, директорите и сопствениците. На овие медиумски манипулации мора да им се стави крај. Граѓаните заслужуваат вистина, а СДСМ јасно порачува: нема да дозволиме да не вратат во времето кога лагата станува вистина, а вистината се прогласува за лага. Граѓаните се будат, вистината излегува на виделина. Доаѓа времето на вистината, правдата и одговорноста.